За упадот во законодавниот дом, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски сведочеше дека на неговото обезбедување му рекол да звони за интервенција, но повратниот одговор бил дека нема наредба за делување. Пред да одговара на прашањата во кривичниот суд, пронеден Солзавецка роднина на еден од обвинетите, пошто судијката Добрила Кацарска не ја избркала судницата. Премиерот Зоран Заев во сведочењето откри дека го препознава обвинетиот Игор Јук, како тој во собранието носел огнено оружје. Јук му поставуваше прашање на Заев. Премиерот му рече дека тој што сакал да го ликвидира, веројатно покрај тоа што немал коса, немал ниту храброст. На ваквиот одговор Заев од Јук доби индиректна закана, дека ако сакал да направи нешто, храброст има. Заев меѓу другото раскажа дека чувствувал страв за време на собранискиот упад, забележал омраза и зло во очите на напагачите, а некои од нив, според премиерот, барале чиста мета за да маваат или пукаат. Председател на влада сум, зборував за тоа внатре во судот, не би зборувал јавно, заради тоа што мислам дека не е потребно јавно да зборувам за тоа. Веројатно како секој нормален човек би се чувствувал, така и јас, чувството е непријатно. Но секако е обврска, како секој граѓанин, повикан да сведочи, да дојде, согласно законот и да го изврши тоа што е граѓанска должност. Јас бев повикан да сведочам, дојдов, сведочив, и секако немам нешто посебно да додадам или одземам во тој дел, заради тоа што не им е лесно на овие луѓе внатре кои што се обвинети луѓе, не би сакал јас дополнително да додавам нешто. Пратеникот Весел Мемеди рече дека пред инцидентите не знал ништо за собраниските порти, но подоцна разбрал дека централните врати не може да се отворат однадвор, туку само одвнатре. Игор Јук беше препознаен и од Мемети. Го опиша човекот кој со десната рака држал пиштол во задниот дел од телото. Јук потоа го прашуваше сведокот околу видовите на пиштоли. Значи јас кажав и во судница дека не сум експерт по оружје и не знам точно дали било вака или било така, но апсолутно со мои очи видов дека се работи за дел од пиштол, не целиот, јас не го видов. Предпоставувам дека има и други пратеници што можеби тие го гледале целиот или други снимки, предпоставувам дека може да се докаже дали тоа било така или не. Како клучни моменти за крвавиот четврток, екс-министерот за здравство Никола Тодоров ги препознава во пеењето на албанската химна и начинот на избор на Талат Џафери за председател на собрание. Тодоров, откако дознал за здравствената состојба на пратеникот Зијадин Села, преку телефон ургирал и за доктори, но и за полициска акција кај тогашниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков. Судијката Добрила Кацарска го прашуваше Тодоров и за собраниските порти. Тој не знаеше да каже дали вратите биле скршени, но затоа објасни, портите се од дебело дрво и се затвораат со попречна греда. За време трењето на судските рочишта за 27 април реагираше коалицијата Сите за правично судење. Наведуваат дека така обвинетите немаат доволно време за квалитетна одбрана.